за седницата. Викни ги сите да влезат. Точка 6, 7 ќе дојде. А таа што ја повлечеме? Предлагачот една повлече. Пак е 8? Вред? После 12 се минуват, јасно. Точка 8. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Гевгелија во област на социјалната заштита за 2024 година. Молам представникот. Почитуван председател на Советот, почитувани членови на Советот на општина Гевгелија, почитувана јавност, во прилог го имате извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на социјалната заштита за 2024 година. Минатата година оваа програма беше утврдена, проектирана на износ од 4.020.000 денари. Од тој износ се реализирани средства во висина од 3.496.148 денари. Поединечно овие средства 498.000 денари се за еднократна парична помош за новороденче, 684.000 денари за еднократна парична помош на жители на општина Гевгелија, 111.472 денари субвенционирање на потрошувачката на вода за пиење на корисници на гарантирана минимална помош или корисници на социјална пензија, 59.670 денари парична помош за училишна екскурзија за ученици од трета година во средното општинско училиште, 35.566 денари обезбедување новогодишни пакетчиња за деца чии родители се корисници на гарантирана минимална помош и лица со попреченост во дневните центри за лица со попреченост, 396.900 денари се потрошени за обезбедување бесплатна храна во училиштата, 1.334.436 денари за доделување стипендии на ученици, 127.104 денари за обезбедување превоз на лица со посебни потреби, 60.000 за покривање на режиските трошоци и трошоци за сервисирање и регистрација на возило на заедницата на инвалидските организации во општина Гевгелија и 189.000 за превентивни активности, едукација и третирање проблеми во вербалната комуникација на деца. Доколку имате прашања, повелете. Благодарам представникот, отворам претрес по точката. Почитувани колеги, дали некој се јава за збор? Колегата Апостолов. Благодарам, председателе. Повеќе би било апел nego дискусија. Слушаме со завршна сметка и со извештајот за извршување на буџетот, дека буџетот ни е преполн, дека имаме доста средства, но кога ја разгледував ова од областа на социјална заштита, гледаме дека многу средства не се исплатени на корисници. Затоа мојот апел е, бидејќи буџетот ни е во позитива, што побрзо на оние корисници кои не им се исплатени средствата, да не им бидат исплатени. Благодарам. Благодарам ви. Иван, ваш коментар? Да, повелете. Вака, значи, минатата година беше изборна година и за прв пат во историјата ни беше забрането исплаќање се што е програма со едногодишен трансфер. 3 месеци примавме барања и не бевме во можност да ги исплаќаме. Оваа бројка тука што нели е како неподмирена, е подмирена годинава со задолжување. И сите тие средства за новороденче и еднократна парична помош се исплатени до крајот на јануари 2025 година. Благодарам. Повелите колеги, друг некој?
Доколку нема, јас ќе се јавам кратко за збор по истата точка. Штовни колеги, по оваа точка се сеќавам добро дискутирав и минатата година, но не речам ќе ја повторам истата дискусија. Нешто постигнавме минатата година како договор во смисла податоците кои што ни се презентирани овде во табелите да бидат малку поинако разработени и пласирани. Меѓутоа гледам ова што го добивме сега како информација е скоро истата со различни бројки како и минатата година. Затоа јас ќе го повторам апелот, бидејќи тоа ми е многу битно. Она што го побарав минатата година ќе го побарам и сега. Минатата година имавме податок дека се пријавени за новороденчиња 160 на територија на подрачјето на целата општина. Овој податок понатаму јас го комплетирав со податок за починати лица на подрачјето на општина Гевгелија и бев информиран дека лани за 23-та година таа цифра изнесувала 224. Тој податок малку и ме вознемири, затоа побарав од вас, тоа истото што ќе го побарам и денес. Ова година велиме, читаме дека за прво роденчиње се пријавиле 138 барања до општината, а од друга страна бројот на починати за 2024 година е 204. Доколку бројот на починати ова се однесува само за градот Гевгелија, доколку се додадат, тоа не го побарав, но лесно да се претпостави дека бројката е многу поголема, се ближе некаде околу 300. Бројот на новороденчиња према починати е 1:2. И ова за мене е еден загрижувачки демографски индикатор, кој што мислам дека треба да му се уврне некое малку поголемо внимание. Истовремено од вас побарав минатата година бројот на новороденчиња да бидат распределени по градот Гевгелија и населените места. Например, мене стварно многу ми е важно од овие 138 колку ги имаме новородени во населеното место Марзенци, колку во Давидово, колку во сите останати, да не ги набројувам. И лани констатирав и ова година ќе го кажам истото, дека нема да сгрешам ако речам дека таму состојбата е многу полоша. Сигурно имаме населени мести со 0 или не повеќе од 10, останатото е во градот Гевгелија. Во секој случај една крајно лоша демографска слика, особено по населените места. Мислам дека овој податок не треба да се експлоатира само тука на седница на Совет. Го сваќам пресериозно. Мислам дека ова треба да го разгледуваат и повисоките инстанции во структурата на власта на државата, заглушно ману да речеме, бидејќи тенденциите се такви да по последните десетина години заглушно механичката емиграција, која што никогаш не била својствена за нашиот регион, а не се случува. Нема многу да сгрешам ако ова состојба ја окарактеризирам скоро како автогеноцид. Благодарам. Значи, ние ги прикажуваме податоците согласно оваа мерка што е застапена во програмата за социјална заштита. Можно е тоа да се направи, меѓутоа тој податок би требало да биде опфатен во некоја стратегија на општината за демографија. Размислуваме исто, благодарам. Друг некој колеги? Нема, бидејќи нема. Точка 8. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на социјалната заштита за 2024 година го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека предлог за заклучокот е едногласно усвоен. Преминуваме на точка 9. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2024 година. Отварам претрес. Представникот молам да се произнесе. Седна. Почитувани, и овој извештај ви беше приложен во материјалите за денешнава седница.
Значи, минатогодишната програма беше проектирана на 150.000 динари, со последната измена и дополнување на програмата беше утврдена на 160.000. Од тој вкупен износ реализирани се средства по активности од програмата 89.655 денари, од кои 3.000 за подготовка на стратегија за еднакви можности на жените и мажите, 30.000 денари за одржување состојаноци и учество на работилници на мултисекторскиот тим за заштита од насилство врз жени и семејно насилство, 36.655 денари за јавни трибини за месеците на женското и машкото здравје и 20.000 денари за видеа подкасти со успешни приказни на жени предприемачки од општина Гевгелија. На комисиите ми беше поставено прашање од страна на советничката Елизабета Силова, одговор добивте на мејл. Благодарам. Отворам дискусија, колеги Павелец, Силова. Председател на комисијата за еднакви можности на жените и мажите по Советот на општина Гевгелија, со задоволство дискутирам за програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на еднаквите можности со жените и мажите. Во извештајот можам да кажам само похвали за изработката. Има преглед на реализираните активности, собрано учесници, издвоено мажи и жени. Иако прво би ставила жените па мажите. Во првата табела добро, потоа има во втората табела се прво жени па мажи, както и да е. Првата активност е подготовка на стратегијата за еднакви можности на жените и мажите, што ќе продолжи во 2025 година. Тоа е за поздравување, затоа што под менторство на UN Women Скопје, значи тоа се тера и треба да се заврши, да се изготви како што треба ова стратегија за еднакви можности. Активноста еднократна парична помош на жените и девојчињата жртви на насилство, и тоа е за поздравување, затоа што ми се случува, за жал. Ми се случува за жал, ама тоа е со такво нешто живееме. Исто и пријавени случаи за семејно насилство во општината Гевгелија. Добро е да се пријавуват и да се сите институции засегнати да се произнесат по овие насилства, да не се случува во измена. Активноста 3, одржување состаноци и учество на работилници за мултисекторскиот тим за заштита од насилство врз жените и мажите. И тоа е добро да се тера и во иднина. Јавните трибини за месецот на женското здравје, значи за поздравување беше истоработката со ординацијата, приватната ординација Печа Николови. Значи се одржа една трибина на која што и учесници и приватната, мислам дека беше приватната ветеранка Никола. Е така, нешто што треба и во иднина да продолжи. Значи, едукативна трибина. Јас очекував поголема посета, ама посетеноста не е толку тогаш, кога потоа веќе се дискутира еден меѓу друг. Е така и се надевам и во иднина дека ќе има такво нешто и дека посетеноста ќе биде поголема. За месецот обележување на месецот за машко здравје ми е дури жал што посетеноста беше многу мала. Иако да кажеме, се поголеми проблеми имат машките, ама дали од некои родови стереотипи или не знам. Имат проблем за да дојдат и да дискутираат, иако проблемите со машкото здравје, посебно проблемите со простатата кај мажите е во пораст.
подкастите за успешни приказни на жени предприемачки од општина Гевгелија мислам дека нешто што треба и година да продолжи. Затоа што имаме навистина успешни жени предприемачки и прегледот на социјалните мрежи и на Facebook и на YouTube за поздравување. Мислам тоа е нешто што се надевам дека и во иднина ќе продолжи. Сега имам само една забелешка. Значи, се изборивме, да не кажам, или програмата да биде зголемена од 150 на 160.000 денари, што, пример, една благодарност до градоначалникот, тоа што не се успеа да се остварат сите планирани активности поради предизборието што беше периодот кога не можеше да се исплаќат средства. Само што имам една забелешка, 89.655 се остварени, реализирани активности, а во завршната сметка стои 145.020. Одговорот од финансовото беше дека реализацијата на програмата X1 родова еднаквост е идентична со реализација на буџет. Од вас добивме одговор дека средствата од разликата 55.365 се префрлени на пионерски дом. Но тоа не се програмски активности предвидени со ова програма. Значи, финансиското оделение може да префрлува средства од една на друга програма, ама сметам дека или требаше да има измени на програмата, каде што ќе беше нагласено дека да, има средства и ќе се наменат, нели, се во интерес, нели, проблеми за друга институција, ама некако како што стои извештајот со завршната сметка некако ни нема совпадение. Таа е една забелешка. Се друго е топ. Благодарам. Благодарам вам. Ки имаме одговорник, повелите. И мене искрено ми е жал за ова програма, затоа што сум заменик координатор за еднакви можности во општина Гевгелија на жените и мажите и би сакал и јас да биде 100% реализацијата на оваа програма, меѓутоа за жал околностите беа такви какви што се. До некаде чувствувам и кривица, меѓутоа веќе беше премногу касно, парите се префрлени на пионерски дури на 18.12.2024 година, а трезорот работеше до 26. декември. И да не пропаднат овие пари, беа пренаменети за програмски активности на пионерскиот дом. Благодарам. Друг некој? Колешка Хаджи Николова, повелите. Врска со оваа точка, можам да кажам дека предавањата што беа организирани во театарот беа навистина како што треба. Од сите области имаше специјалисти, и хирург, и рентгенолог, и гинеколог, и психијатар, психолог оствари. Посетеноста не беше голема, месна таква поднебја. Повеќе ќе читат на социјалните мрежи, да кажем и жените и мажите, отколку да дојдат. Немаме култура. По тој поглед може времето ќе работи во наша полза. Како матичен лекар и семеен лекар можам да кажам дека одамна имавме како скрининг програма за откривање на рак на дојка и рак на простата кај мажите. Зборувам за пред 20 години. Рак на дојка не беше многу тешко да... Што значи скрининг? Преглед. Ја замолуваме пациентката да не даде да ја прегледаме и така сме откриле во неколку такви диагнози. А кај мажите беше многу потешко, да ви кажам, затоа што сепак мажите се по... не да се срамливи, него се по-горделиви, во смисол дека не плашливи. Да им се поставуваат такви прашања за нивното здравје. А знаеме дека тоа треба на секој што е над 40 години да се постави такво прашање. Имавме
табела, прашање пациент пред нас и ние острамени и тој застрамен, затоа што и на нас не ни беше згодно. Полека тоа влезе, да ви кажам, меѓу мажите и потоа почна и сами да сакат да одат на ехо преглед, да одат да се провери преку крвта ПСА, сите го знаат тоа веќе што е, па почнавме да имаме и уролог еднаш-два пати месечно во градот. Меѓутоа, да дојдат мажи овде во театарот да слушат, нема, тоа тешко ќе биде. Еве сега од март месец во склоп на Црвен крст ќе има недела на месец на борба против карциноми, покрај рак на дојка, на простата, ќе има и за дебело црево. Мал круг на луѓе ќе бидат тие што ќе слушат, меѓутоа, ево тие активности ќе се одвиват. Сакам да кажам дека жените се поупатени, а мажите страмежливо влегуваат во оваа тема и си барат. Нема да биде тоа со ракопрескање, меѓутоа добро е што барат да се проверат и многу е убаво што сте активни во оваа смисла и да продолжите и за наредните генерации. Можеби помладите мажи ќе бидат похрабри да дојдат на тие предавања. Благодарам, колешка Хаджи Николова. Колеги, некој друг? Доколку нема и јас со еден краток коментар. И едно прашање до представникот. Програмата е реализирана онака како што е донесена. Значи, рамката е зададена во момент на носење. Одлично сте го завршили вашиот дел од работата. Не само вие, тука морам да го истакнам улогата и на председателката на нашата комисија за еднакви можности, на која што и самиот сум член. Генерални забелешки на реализацијата на активностите претходно предвидени немам. Повод за ова моje становење сега, доаѓање на говорница, е тоа што го забележав во наведеното во активност 2, каде што стои еднократна парична помош на жени и девојчиња жртви на насилство, и индикаторите, каде што велите број на пријавени случаи на семејно насилство во општина Гевгелија 102, па ги разделувате тука жени, мажи, малолетни лица и така натаму, не одам многу во детали. Ме фрапираше последната бројка, судска постапка 19. Сега овие две работи кај мене предизвика така едно размислување кое што требаше да резултира во една подолга дискусија, ама се откажав од истата затоа што ќе немаше да разговарам за програмата, вака како што е реализирана, ќе требаше да тука се отвори дискусија како е, зошто е така, како треба да биде, како е тоа уредено во уредените посериозни држави од нас и затоа тоа, еве нека стои за во некоја друга прилика. Јас ќе поставам конкретно прашање до вас. Велите еднократна парична помош на жени и девојчиња жртви на насилство. Цифрата нема да ја споменувам, не ми е битно колку е, и да е 10 пати повеќе од ова и да е само 1 денар, не ми е јасно, вели издвоени средства, буџетска програма ДО градоначалник. Некој извршил насилство и жртвата е исплатена од буџет на градоначалникот. Не ми е јасно. Која е идејата, која е целта на оваа мерка? Според мои некои логики, тој насилник треба да си плати по некој друг ред, по некоја друга процедура законска. Само тоа ми е прашањето. Благодарам. Вака, значи, во буџетот на општина Гевгелија нема посебна програма за социјална заштита, како што во случајот има X1 родова еднаквост. Затоа оваа програма е од програмата Д0 градоначалник. Се издвојуваат средства за активности во областа на социјалната заштита. Целта на оваа мерка е да се потикнат жените да ги пријавуваат случаите и да се оди до судска разрешница. Насилникот да го добие тоа што го заслужува. Значи парите ги добиваат жртвите, а не насилникот. Само кратко. Одговорот го разбрав. Тогаш една замолница до вас, насловот на активност 2 да го промените за наредните години. Најдете начин.
Друг некој колеги? За истава точка? Нема. Бидејќи нема, точка 9, предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2024 година. Ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Констатирам дека предлог заклучокот е усвоен. Точка 10. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за работата на локалниот младински совет во општина Гевгелија за 2024 година и именуваниот службеник во делокругот на младите за 2024 година. Представникот е присутен, повелете. Почитувани, во прилог ви е даден и годишниот извештај за работата на локалниот младински совет на општина Гевгелија, општина Гевгелија и именуваниот службеник за млади во делокругот на младите за 2024 година. Бидејќи извештајот е малку поголем, пообемен, нема да должам со реализираните активности, за јавноста ќе биде транспарентно објавен на веб страната на општина Гевгелија. Доколку имате прашања, повелете. Благодарам. Отворам претрес по предлог. Предлог заклучокот. Дали некој се јавува за збор? Нема, бидејќи нема, ја затворам расправата. Го ставам предлогот на гласање. Кој е за, повелете? Молам да крене рака. Едногласно. Констатирам дека предлог заклучокот е усвоен. Точка 11. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2024 година. Представникот е кој? Вие сте, повелете. Почитувани членови на Советот на општина Гевгелија, пред вас во пишена форма ви беше доставен извештај од корисници на финансиски средства од буџетот на општина Гевгелија за програма за финансиска поддршка на НВО секторот од буџетот во 2024 година. На тој конкурс, како што може да забележите, се пријавија 26 удруженија на граѓани. Од нив на нашиот повик одговор дадоа, односно извештај 25, 23 дадоа наративен и финансиски извештај, 22 невладини организации не поднесува барање, односно немат наративен и финансиски извештај, и само една невладина организација, да ја спомнам, највачки клуб Паметта на Гевгелија, ги искористија средствата, меѓутоа по неколкократно окружување не доставија наративен и финансиски извештај. Сите тие се кај мене во архива на Совет, кој може нека повели има реализирана активности со средства од буџетот на општина Гевгелија. Износот, да напоменам, беше 1.200.000 денари. Благодарам на представникот. Отворам претрес по предлог заклучокот. Дали некој се јава за збор? Колешка Демерџиева. Благодарам, председателе. Кратко ќе биде мојата дискусија, односно би сакала да биде наша дискусија, токму за конкретниот пример кој што и представникот ни го спомна. Завчера на комисиите ни рече дека ќе побара уште еднаш. Ние од таа невладна организација од Фантоми не добивме. Јас не ја знам процедурата на изработка на тие наративни и финансиви извештаи, ама кога може сите да дават и кога ни е некој проблем, веќе четврта година поред, постојано зборуваме дека еве важно, па еве ќе биде услов, па сме имали случаеви некој да не доставува извештај, па пак да ги ставиме следна година во програма, не од причина да одбиеме некој, не ставиме во програма, посебно еве се работи за млада група на луѓе, наши сограѓани. Дали еве смета некој од вас да даеме предлог како тоа да се реши во иднина? Затоа што го ставиме како услов, како да го мотивираме или што да правиме со тие што не ни доставиле потребната документација. Согласно нашето окружување веќе четврта година. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јава за збор? Нема, бидејќи нема. Точка 11. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2024 година го ставам на гласање. Молам, кој е за?
12. Десет за, против, воздржани. 36. Констатирам дека предлог за заклучокот е усвоен. Точка 12. Сега ќе дојде предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за блок 15.9 општина Гевгелија. Молам представникот се. А треба да се му поставя опрема? Колку време ќе ви треба? 5 минути пауза. 7.